Почитувани гледачи, денес наш гостин во емисијата Јавни политики Диоген Хаџикоста-Милевски, председателот на Центарот за европски развој и интеграции. Со него ќе разговараме за активностите на Центарот, исто така ќе разговараме и за Школата за лидерство и јавни политики, која што е еден од проектите кои што овој центар ги реализира веќе втора година. За почеток, добро вечер во нашата емисија. Најпрво би сакала да разговараме околу Центарот за европски развој и интеграции. Кои се целите на овој центар и вашиот мотив за формирање на ваква организација? Значи, Центарот за европски развој и интеграција е формиран во 2009 година од една група на ентузијасти, млади луѓе, студенти, дипломци на тогашниот факултет за администрација, кои што после завршувањето на своето студирање сакаа некако позитивно и креативно да го вложат она што го научија и практично да го применат, што беше пред повеќе од 7 години. Од тогаш Центарот, како и секоја организација, растеше, се развиваше, луѓето се менуваа. И тој полека се профилира во една организација која што има значи, два основни сегменти на делување. Значи, првиот сегмент на делување е следењето на имплементација на јавни политики на локално и на регионално ниво. И токму во тој контекст Центарот за европски развој и интеграција беше носечки партнер во реализацијата на проектот Лотос, кој што вршеше една, значи тоа беше првата системска анализа на инструментите кои што се користат од органите на локалната самоуправа во процесот на сузбивање на корупцијата. Додека исто така минатата година, значи Центарот конечно на сите своји напори во сферата на унапредување на младите, значи на позицијата на младите, започна со реализација на Школата за лидерство и јавни политики Политеја. Резултат на школата е искуството кое што тимот на ЦЕРИ го собра, да речем, во текот на годините преку учество на различни такви модели на неформално образование. И сите ние свативме дека едноставно тоа е нешто кое што треба да го има во нашиот град, па и во нашиот регион, и дека сите оние млади кои немаат можност да посетуваат вакви школи на национално ниво, треба да имат можноста тоа да го сторат и во Битола. Ја споменавте Школата за лидерство и јавни политики Политеја. Што конкретно се случуваше во текот на изминатата година? Колку учесници имаа можност да ги слушнат сите тие предавања кои што беа дел од Политеја и кои предавачи беа дел од истата? Значи, Политеја минатата година започна некаде средината на ноември месец. Мислам дека околу на 19 ноември беше првата свечена сесија и траеше заклучно со 7 мај оваа година, што значи дека всушност тој распон на трајање на Политеја беше од околу 6 месеци и во тој период се случија 13 сесии на Политеја и 2 хуманитарни акции кои што беа организирани од членовите, односно од слушателите на првата генерација на Политеја. Школата го доби својот некако во таа прва година на спроведувањето, го доби својот облик кој што го има веќе сега како веќе јасно дефиниран модел. Значи, првиот дел на Политеја е насочен кон јакнење, значи кон збогатување на тоа неформално образование на младите, додека вториот дел на Политеја е насочен кон лидерството и кон јакнење и развивање на тие лидерски вештини. Меѓутоа, преку онај модел на учење преку тугите искуства, и токму и така е концепирана оваа втора генерација на Политеја, со која што започнавме на 28 октомври. Првиот дел, значи, на Политеја ќе трае некаде до 23 декември и во него ќе имаме околу 9 сесии од повеќе различни сфери на
општественото живење. Значи ќе ги покриеме темите за персоналното планирање, значи како да го испланирате вашето време, како да генерирате план, визија, мисија, цели. Понатаму ќе се осврнеме на процесот на интеграција на Македонија во Европската унија, значи актуелните проблеми, дискусии кои што вечно се присутни во нашето обкружување. Ќе стане збор за економија на знаење, предприемништво, значи еден букет на најразлични области и токму по тоа, да речем, за разлика од некои други школи каде што модулите се стриктно дефинирани, ние се трудиме да понудиме една лепеза во која што секој ќе најде по нешто што стварно ќе му користи понатаму. Првата генерација од Политеја, односно првата година на Политеја, заврши со доделување на благодарници и дипломи на сите учесници кои што беа дел од Политеја. Претпоставувам дека нивните активности не завршуваат тука. На кој начин планирате понатаму учесниците на првата генерација на Политеја да бидат вклучени понатаму дали во центарот, дали во следните генерации на Политеја? Значи, првата генерација на Политеја ја започна 43 да речем учесници, а успешно ја завршија 37, што е релативно голема бројка. И мене ми представува особено задоволство што значи имавме еден, ајде да кажеме условно земено период на неинтензивна комуникација преку летото. Меѓутоа, веќе од септември месец, значи луѓето кои што беа дел од Политеја од минатата година започнаа да се организираат и токму како резултат на тоа, една недела пред почетокот на активностите со втората генерација на Политеја, се формира и алумни групата на Политеја и една од целите и смислата на функционирањето на Политеја е токму ова алумни група. Јас со задоволство можам да кажам дека 20-тина од тие 37 учесници во првата генерација на Политеја ќе бидат дел од ова алумни група, која што всушност подразбира активна партиципација во реализацијата и на втората генерација на Политеја. Значи не во смисла дека тие ќе ги посетуваат сите предавања и сите активности, меѓутоа реално Политеја за нив ќе биде, ајде да кажеме, еден простор во кој што тие ќе можат да дојдат, да комуницираат, да се запознаат со новите учесници на школата, да научат некои нови искуства од дел од предавачите кои што значи минатата генерација не беа, новите предавачи кои што ќе бидат оваа генерација, и од тој аспект значи Политеја е замислена како еден простор во кој што младите полека но сигурно ќе изградат една мрежа за поддршка на нивните активности и реализација на нивните идеи. Првата генерација на Школата за лидерство и јавни политики успешно ја завршија повеќе од 30 млади битолчани, кои преку Политеја имаа уникатна можност да се здобијат со нови знаења, искуства, вештини и пред се пријатели со кои по завршувањето на официјалниот дел на Политеја ќе соработуваат и ќе си помагаат. Овие причини се доволни за задоволство кој лесно може да се забележи кај сите тие кои се дел од Школата за лидерство и јавни политики. Една од тие учеснички е Марија Томевска од Битола, со која разговаравме за незиното искуство во Политеја, незините впечатоци и што Политеја промени во незиниот живот. Како еден од учесниците на првата генерација на Школата за лидерство и јавни политики, кој беше твојот личен мотив да се пријавиш на ваква школа? Па најпрво по завршувањето на формалното образование во Скопје, кога се вратив тука како млада личност која што се вратила во својот роден град, барав некој начин на кој што можам да придонесам во градот каде што живеам, значи во Битола, и барав некој начин да го продолбочам тоа образование кое што го стекнав на формален начин. При тоа испадна јавниот повик за Школата за лидерство и јавни политики Политеја, при што воопшто не се двоумев за да се пријавам, и тоа беше една од моите, да речам, најдобри одлуки од кога сум вратена во Битола. Исто така очекував
дека ќе го прелабочам своето знаење на неформален начин, исто така дека ќе се запознам со личности, значи млади личности кои што действуваат во различни типови на професии и ќе стекнам нови пријателства. По завршувањето на школата, кои се твоите впечатоци? Дали школата ги исполна твоите очекувања кои што ги спомена? Значи, школата не само што ги исполна очекувањата кои што ги имав, туку и ги надмина, со тоа што, значи, како што кажа претходно, стекнав нови пријателства, тоа е најголемата придобивка, исто така стекнав нови вештини, исто така учествував во две прекрасни хуманитарни акции кои што беа организирани на првиот дел од школата и на вториот дел од школата, како што претходно кажа Диоген. Значи, тие беа насочени кон собирање на храна за народната кујна и кон собирање на школски прибор за дечињата кои што најмногу им е потребна. Исто така, како активни чинители, ние успеавме да направиме некако среќен. По завршувањето на школата си дел од алумни организацијата, алумни асоциацијата. Дали како организација планирате некои активности, продолжувате да бидете активни во овој дел? Значи, пред само една седмица се оформи алумни групата на првата генерација на школата за јавни политики, Политеја, во која што сум јас член и со тоа што се договоривме да одржуваме редовни состаноци и цело време да бидеме дел од организацијата на втората генерација и да даваме поддршка, значи, на новите учесници на новата генерација, при што ќе ги насочуваме, ќе се дружиме и ќе се надам дека ќе имаме одлична соработка и со нив. Политеја е една идеја која што, луѓето кои што се основачи и дел од тимот на Политеја, значи тој тим расте заради тоа што веќе оваа година тројца од луѓето кои што беа вклучени во првата генерација на Политеја некако природно станаа дел од центарот. Меѓутоа покрај овој најтесен тим, ние имаме многу добра соработка со академската заедница. Значи, Политеја од голем број на професори и асистенти на факултетите во Битола беше препознаена како една одлична можност. Исто, значи, представува можности за нив, реално на сесиите на Политеја, на еден поинаков начин да му пристапат на она материја која што тие работат. Исто така, најдовме доста поддршка и во јавните институции кои што ни излега во пресред при реализацијата на првата генерација на Политеја и многу луѓе и ентузијасти, хуманитарци кои што ги препознаа нашите акции. Мислам, форматот е краток, јас не можам да спомнам никого зашто во тој контекст значи некој ќе се почувствува како, да речам, не бил толку важен, меѓутоа во суштина, значи, преку 30 луѓе беа вклучени во реализацијата на првата генерација на Политеја, а во реализацијата на втората веројатно ќе бидат уште толку. Дел од школата Политеја беа голем број на предавачи. Кои теми беа опфатени, односно на кои се теми учесниците имаа можност да научат нешто повеќе и да дебатираат? Значи, во првата генерација на Политеја беа опфатени околу 13 теми од најразлични аспекти на општественото живење, од процес на креирање на јавни политики преку како Европската унија влијае врз креирањето на политиките во Република Македонија. Понатаму имавме дискусии значи имавме едно одлично предавање за проектниот менеджмент, продискутиравме за начинот на управување со граѓански организации, менеджирањето со граѓанските организации. Во оваа втора генерација, значи ќе имаме дел од темите ќе се повторат, меѓутоа ќе имаме исто така и нови, да речем, креативни теми, кои што горе-долу најчесто не се застапени во тој процес на формално образование и она што е предизвик за предавачите од академијата кои што доаѓаат и ги држат сесиите, фактички се тренери на тие сесии на Политеја, всушност предизвикот произлегува од можноста на Политеја
да зборуваат токму за она што тие го истражуваат и го работат, што понекогаш во рамките на формалното образование е проблем и има ограничувања определени. После 2 организирани хуманитарни акции, кои се впечатоците, како битолчани реагираат на таквите акции, дали сакаат да учествуваат со еден збор, дали се хумани? Значи, јас можам тука да кажам само пофални зборови, заради тоа што просто бевме вчудоневидени од обичните, ајде условно кажано, значи да не бидам погрешно сватен, обичните луѓе кои што стварно ги прочита информациите за нашите акции и многу ни помогна тие да бидат успешно реализирани. Тоа беше акцијата Твоето малко е некому многу, преку која што прибиравме храна за народната кујна од Битола. И втората акција беше Твоето малко е некому многу, која што беше еден вид на завршен проект на школата и во која што исто така голем број на битолчани, да речем, се вклучија несебично. Голем дел од нив дури ќе дојде, ќе донира и заминува, значи чисто заради причината да се донира, ја поддржаа нашата акција и сметам дека нашиот град е препон со хумани и широкогради луѓе и токму и една од целите на Политеја е да негуваме таа култура на нашиот град и реално да создадеме еден позитивен простор за младите луѓе во кој што ќе наметнеме едни поинакви теми на дискусија и разговор од оние кои што го оптоваруваат нашето секојдневие и всушност преку дискусија за, ајде јас така ги велам, вечните идеи за слободата, за мирот, за човековите права, за мотивацијата за напредокот, всушност ние, иако локално сме во Битола, со разговорот и со дискусијата, ќе бидеме на светско ниво. По завршувањето на првата генерација, пред самиот почеток на втората, кој е заклучокот? Дали младите во Битола се свесни за потребата од неформално образование, дали сакаат да бидат дел од вакви проекти, дали е голем интересот за школи кои што можат да понудат поинакво размислување и поинаков начин на образование споредено со тоа што е дел од факултетското образование? Значи, неформалното образование и Политеја никогаш не се стремат да го заменат, зашто ништо не може да го замени формалното образование. Меѓутоа, сепак, во тој процес на обучување на младите луѓе како да се пласираат на пазарот на трудот, токму е важно ова второ неформално образование, преку кое што во најголем број на случаи се изучуваат тие, да речем, меки вештини за себе презентирање, за тимско работење, за креативно размислување, кои што се вредности кои што секој работодавец ги бара. И токму една од, да речем, континуираните активности на луѓето кои се вклучени во Политеја е токму развивање на овие вештини кај учесниците на школата. Колку младите се интересираат за вакви форми на неформално образование, па можам да ви, искрено да ви кажам дека интересот е доста голем, со оглед на тоа дека бројката на пријавени кандидати за ова втора генерација на Политеја беше навистина голема. Значи, ние дури се најдовме во позиција да мора дел од кандидатите да ги одбиеме, не заради тоа што тие не беа доволно добри, меѓутоа заради едноставно некои стандарди на работење во група и интерактивност на школата. Јас сметам дека младите треба секогаш да ги користат ваквите можности, заради тоа што една од најголемите богатства со кои што се стекнуваат преку ваквите форми на неформално образование, всушност е развивањето на мрежа, која што е, значи, на мрежа на познанства, на пријателства, на наоѓање на групи на истомисленици и нормално инволвирање во општествените текови, што самото по себе води до полесен и побрз ангажман и наоѓање на активност која што нив ќе ги прави среќна.
Ви благодарам за учеството во нашата емисија Јавни политики. Ви посакувам успешна втора генерација, па следната година да имаме можност да разговараме пред почетокот на третата генерација на школата за лидерство и јавни политики Политеја. Ви благодарам за поканата да бидам гостин во вашата емисија. Една голема благодарност до вашиот интерес за нашите активности, за вашето континуирано следење на активностите на Политеја и се надевам дека полека но сигурно членовите на Политеја еден ден ќе се наметнат како активни креатори на јавните политики во овој наш регион. Благодарам.